Наставници од сега ќе дежураат на училишните одмори за да се спречи врсничко насилство и за поголема дисциплина во училиштата. Во оваа насока Министерството за образование и наука испрати допис до сите училишта. Вчера веќе најавив дека ќе бидат обврзни дежурствата на наставниците во училиштата, како во ходниците, така и во училишниот двор. Факт е дека тоа во некои училишта постои, но во огромен број на училишта и не постои. Во едно време, еве ќе ве потсетам дека сега во разговор со градоначалникот разбрав дека плаќа 6 милиони денари за обезбедување. Во едноминато време наставниците го правеа тоа и имаше подобро воспитување на децата отколку да ги трошиме парите на некој кој не е вклучен во образовниот процес. Тие што се вклучени во образовниот процес, наставниците, стручната служба, но секако и родителите треба да помогнат во воспитувањето на децата, а добро воспитани деца всушност обезбедуваат и добри безбедни училишта. На кој начин училиштата ќе спроведат оваа мерка? Со дописот се препорачува училиштата да воведат дежурства, односно целосна контрола во текот на престојот на учениците во училиштето, почнувајќи од почетокот на наставата, во текот на часовите, во текот на одморите, така што целосно треба да биде покриен тој процес со наставници. Сите училишта во општина Штип изготвија распореди кои што ги применуваат веќе и дежурни наставници се постојано присутни во просториите на училиштето, односно и во текот на одморите и во текот на часовите имаме дежурен наставник. Во исто време педагошко-психолошките служби во училиштата се постојано достапни и постојано вршат и тие заедничка контрола на некој начин меѓу учениците. Дежурството на наставниците е добар потек, го оценуваат и оние кои на оваа пракса се сеќаваат. Имаше и тога имаше, ама повеќе бе у канцеларија, тога беме под други децата. Сега не се воспитат, не може да ги воспиташ децата. Сега што сакат они тоа прават, не да слушат. Имаше. И подобро ли беше? Да, ја тектилна заврши. И? Добро беше. Досега дежурни на одморите беа учениците, но по неколку алармантни случаи со врсничко насилство кои се случуваат токму на одморите, сега во пракса се враќа оваа мерка која активна беше пред многу години. Тогаш на дневна основа се менуваат дежурните наставници, а задачата им беше да ги контролираат не само ходниците, туку и училниците и помошните простории.